Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова, пак ќе речам специјално издание на 24 за животот со оглед на тоа дека на денешниот ден, меѓународниот ден на жената, или кај нас познат како празникот на жените, 8 март, со што друго би одбележале, ако не со една од нашите поомилени гостинки, ќе ви кажам искрено, која што откако започнавме да се дружиме благодарение на првиот официјално издаден роман кој што вистина го прифати публиката, од тогаш па наваму се дружиме многу почесто. И многу се радувам бидејќи секоја следна дружба ние имаме најавување на нешто ново, нешто што се нарекува најнов роман на писателката Милијана Павловска. Со оглед на тоа дека е 8 март, соодветно ќе и посакам на гостинката добре дојде. Благодарам. Празнично. Празнично? Да. Јас не можев да не си дозволам на себе си да ви подарам едно цвеќе за овој 8 март. За вниманието, да, благодарам да сте, на вистина. малку сме затекнати со микрофоните, не можеме да се движиме, но да сте жива и здрава. Благодарам. И уште долги години да ни пишувате и да заедно да ги промовираме книгите. Пријатно ме изненадивте. Добро, розата си стоеше тука на масата, ама никогаш не знаете дали е за вас или е само за украс. Така. Ама си беше така, за вас. благодарам. Нема зашто. Ова е моето пето гостување, значи еден јубилеј славам денеска. 5 гостувања ли веќе сме направиле? Да. Дали тоа значи дека 5 романи сме промовирале? Да. Од денеска официјално и 5-тиот. Да, денес официјално. Епа супер, ние денеска имаме јубилеј, имаме меѓународен ден на жената и 5 романи, заклучно со овој 5-тиот, кој што сите им ги препорачуваме, особено еве на жените денеска како предлог за читање. Се извинувам. Бури во срцето е романот кој што денеска го промовираме на писателката Милијана Павловска и за кој што ќе зборуваме за почеток. И сега на почетокот ќе повториме ние и кон крајот. Дали промоцијата помина или не? Не. Не, добро, кога е промоцијата? Промоцијата е во сабота на 12 во 12 часот во книжарницата Култура. Значи во Култура на 12 во 12 часот. Во 12 часот, да. Одлично. Тогаш, ете, доколку немате што точно идеја да правите во сабота на 12-ти, мислам дека ќе биде сончево времето, со оглед на тоа дека буриве треба да поминат некогаш. Иако денеска добри сме, да не се жалиме многу, така што во 12 часот во книжарницата Култура на плоштадот на Македонија во Скопје ќе имате можност да си ја посетите Милијана, па и да си добиете лично подпишана книга од неа. Милијана, ајде јас на ти ви се обраќам веќе, наши Нема сме си проблем. директно. Така е, точно така. Да, со името. Ајде да ние за бури во срцето мислам дека имаме нешто подспомнато, бидејќи мислам дека овој текст не ви е последно што ви е напишан, туку ви е од поодамна. Да. Ако добро се сеќавам. Да. Ова е од поодамна, значи некаде 12-та година е завршен романот. Јас тогаш кажав дека го пишувам 11-тиот и пред едно недела дена го завршив и почнав 12-тиот. Браво. Да. Од нив 5 веќе си се упоричени. Ова е 5-тиот што е излезен од печат и сите се во издание на Култура, што ми е посебно драго, бидејќи кога човекот ќе отиде во книжарницата и кога ќе ги види така наредени на еден рафт, еден до друг, јас сум без текст останувам од возбуда, од радост. Тоа се мои деца, замислете сега. Колку како тоа емотивно го доживува писателот. Дефинитивно да. Верувам дека е така. Кажете ми предходните 4 романи. Како се движат помеѓу читателите, помеѓу купувачите? Многу убаво. Можеби не толку помеѓу купувачите, иако сум најпродаван писател во Култура за 2015 година. Браво. Можеби не толку добро. Има X фактори зошто е тоа така, меѓутоа со позајмување, од пријателка на пријателка, на вистина се многу читани. Многу. Денес ми се јави една поранешна колешка да ми честита 8 март и ми вели, книгата не знам ни каде е, од еден до друг, цела зграда вика ја прочита. Зборувам за последната на Зајди сонце. Така да многу се читаат, а сега, кажува дека се продава. Тоа изгледа некој просек наш како е движи со стандардот со едно со друго, човек некој пат не може ни да одвои 300 денари. Мада се овие сега
по повод празникот. 200 денари е промотивна цена сега и исто така Искршени крилја, пошто сега е второ издание, овој пут во издание на култура и таа е исто 200 денари. Значи, имате и второ издание на Скршени крилја. Во издание на култура сега се сите таму. Браво. Браво, баш се радувам за тоа. Ајде, ние знаете, стандард си имаме кога ни гостува Милијана, си имаме делови кога читаме. Многу подобро е човек да ги чита работите, отколку да ги всушност одвојува и да зборуваме за нив, подобро е да се прочита. Дали имаме издвоено коментари за книгата или тие ќе одиме од... Одлично, вака значи. Ќе почнам со тоа. Ова е роман од една страна за копнежот на една жена по забранетата љубов, а од друга за мајка која по една копна грешка останува и без децата. Ликот на Милка е толку сложен што заслужува подлабока анализа и од стручњаците. Нада Зафировска-Матич, писателка. Павлина Пејковска, пак писателка, исто така ќе рече, ако животот е море, а случувањата се бури, тогаш за да се избегнат катастрофите, потребно е секој човек да има јак и издржлив брод, цврсти раце за да го држи кормилото во вистински правец и најважно од се, треба да има добра волја за спас на својата посада. Романот Бури во срцето е потресна приказна за жена која не ја сватила опасност од пловењето на отворено море, па запловила во немирните води со пропустлив појас за спасување. Светлана Зашева, одделенска наставничка, вели уште една прекрасна приказна за моќта на љубовта, за ширината на мајчиното срце, за смелоста да се побара прошка додека се давиш во сопствениот грев, за моќта на разумот да се прости и да се оди напред со тајна во срцето, но со крената глава. Милијана уште еднаш ја покажа својата големина како мајстор на пишаниот збор. Браво! Елена Маневска, лаборантка, колку со својот прекрасен и едноставен стил, авторката уште еднаш покажува дека трнливите патишта низ животот и лошите судбини кои понекогаш самите ги пишуваме, можат да се издржат и надминат единствено ако влогот е љубовта, бидејќи само таа може да го направи истраен и издржлив во најтешките моменти од животот. И на крај, Анета Георгиева, педагог, само емоции, љубов, страст, омраза, тага, очај, кајање се излеани на страниците на романот кои ти допираат до дното на душата и не те оставаат рамнодушен од почеток до крај. Една животна приказна за жена на која животот сурово и го наплатил гревот. Па добро, гледам саде жени позади, што би се рекло во коментарите. Дали првите личности, па добро соодветно на денешниот ден, дали првите личности кои што доаѓаат во допир со манускриптите се уште пред да ги дадете за печат или да сенете да ги работите со култура, ги давате на жени најчесто? Да. Женски романи први на жени. Испочувајќи го тука сопругот, нели? Сопругот ја чита од која ќе излезе како книга. Да. Па тогаш нема, само жени. Да, жени. Добро, поздрав до сопругот, ние, и двајцата ние гледаме од како ќе се излезат во печат. Да. Така. Добро, ќе одиме во овој дел со реклами и ќе си почнеме со читањето на делот книгата. Ви останете со 24 за животот. Денеска зборуваме за новиот роман Бури во срцето на Милијана Павловска. Кога ми е затнат носот, веднаш ми треба помош. Септаназал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети и лекува носната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септаназал помага при затнат нос и лекува. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Овој вторник, најниската цена во градот, само за вас. Бајадера 300 грама за само 215 денари, единствено во Тинекс. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Главоболка, затнат нос,
Кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се стемни. Борка, ајде излези, доцни ме. Го слушна гласот на Милка. Ги слушаш ли тапаните, Борка? Еве идам, Борка се страча кон неа. Кога и се доближи, виде дека се облекла во најубавото што го имала. Се беше ново на неа. Многу убаво си се стокмила, како за насвадба, а не за на земја, и рече со глас во кој се чувствуваше презир. Молчи да не те слушне некој. Кажи како сум се стокмила. Убаво. Ти, кога не си стокмена, си убава. Сега ти се најубавите години, немаш ни полни 20. Ајде те молам, кажи ми како ти се чинам. Борка почна да кажува, а Милка се беше претворила во уво. Висока си, јадра си, имаш убава медовожолта, долга коса, густа како коњска грива. Кропните очи убаво му прилегаат на твоето тркалезно бело лице. Очите зелени, како млада трева во пролет, заби бели, нанижани како гердан од бисери, а усните румени и испакнати, само за бакнување. Плетенките, како фиданки, ти се спуштиле преку бујните гради, кои само што не ги скинале копчињата од блузата. Половината тенка. Доста, ти мајтап ли играш со мене? Што ти е тебе? Каков мајтап? Боже ми, самата не знаеш дека си непосакуваната мома во селото. Гледам сите момци ги испокршија нозете по мене. Многу си горделива. Се плашат да ти приидат. Што да правам кога не ми ги сака срцето? Предчувствувам дека ќе ме омажат за некој што тие ќе ми го одберат, па барем да си го направам кејфот, да имам на што да се сеќавам. Значи, да не се откажу, дека не се откажуваш. Не, и не се обидувај да ме разубедиш. Добро. Продолжија да чекорат молчејки. Секоја беше обземена со своите мисли. Кога стигнаа сред село, само се погледна и се разделија. Борка ја испрати својата другарка со замислен поглед, а таа со цврст чекор поита на договореното место во преградгите на саканиот. Срцето забрзано и чукаше, мислите во главата и се роеа како пчели во кошница. Една мисла успеваше да се издвои од другите и неколку пати да и се наметне. Ке го направам тоа што сум намислила да го направам, но што потоа? По телото почнаа да и лазат морници. Не знаеше дали се од возбуда или од страв. Сепак не се откажа. Кога во ноќта осветлена со месечина ја здогледа неговата сенка подпрена на едно дрво, стравовите исчезнаа. Тој беше тука, а тоа беше најважно. Целиот свет беше неизин. Потрча колку што ја носеа нозете и му се фрли в преградка. Го прегарна со своите треперливи, но силни раце. Тој со своите го прегарна незиното тело и го привлече кон себе. Двајцата тешко дишеа како да влечеа голем товар по угорнината. Усните им се сплотија. Во тој миг за нив времето престана да тече. Тие беа во вечноста. А таму нема ни почеток ни крај. Таму никој не ги брои часовите. Кога дојдоа на себе, беа истоштени. Одвај станаа. На брзина се погрижија за својот изглед. Кој колку толку го доведоа во ред, се бакна уште еднаш и се разделија. Прво замина таа. Кога поприлично се оддалечи од него, по неа тргна и тој. Од прилика, зашто раскажувате во Бури во срцето? Тоа е вистинита приказна. Се станува збор за другарка на мајка ми, која, од кога почнав да пишувам, почна многу да ме прогонува. Дека јас сум таа која треба да ја напишам таа приказна. Так. И што се вика легни стани, се со таа мисла. И еден ден и викам на мајка ми, сакам да ми ја раскажеш приказната, бидејќи јас само слушнав, тој ден бевме со мајка ми во село кај дедо ми, кога допре до нас гласот дека Милка го убила мажот. Тоа го запамтив, тогаш имав 9 години. И постојано се повторуваше таа приказна. Како, што, зошто некој ја бранеа, некој осудуваа, некој се чудеа како можела тоа да го направи и така натаму. И
тука пишувам во книгата, јас растев и пораснав, ама приказната си остана. И мајка ми виде, не виде, еден ден ми раскажа, вака, во глобала, што, како било. И јас тоа го прибележував и решив да ја напишам приказната. Седнав и онака со сето срце и со многу љубов и посветено и предадено, потекоа зборовите и се создаде романот. И јас сум горда на тоа што сум го напишала. Навистина, луѓе кои имаат емоции, кои што знаат да ги доживеат, не само своите, туку и туѓите, ќе уживаат во оваа книга. Се надевам дека, не се надевам, туку сигурен сум дека ќе биде така, знаејќи го искуството и со предходните книги и се она што сме посочиле и она што го кажуваат за вас тие што читаат. Да. Мислам, знаете дека и во телевизија си имате фанови веќе. Тоа барем ви е јасно. Благодарам. И тоа ве научиле само за тоа што доаѓате тука. И вика, чека да видам дај книгата ваму, колешката Душица Мрѓа баш секогаш кога и да дојдете вели, има нова книга од Милијана, дај да прочитам. Од тој разговор со брати поминале 2 години. Ништо се немало променето, освен што децата потпораснале. Најмалиот Драган само што беше наполнил 3 години. Секој дневието врвело по својот пат. Било лето. Работа во поле колку сакаш, во бавча, на нива, во ливада. Тој ден имале косачи. Меѓу нив имало еден што оддалеку и го привлекол вниманието. Не и бил познат. Не е од селово, би го знаела, помислила. Човекот бил дојден по работа, или бил дојде кај некого на гости, па да ја испроба својата сила како косач. Косењето се сметаше за тешка физичка работа. Задоволство беше да седиш и острана да гледаш како со еден замав паѓа цел сноп зелена трева, а за опојниот мирис на свежо искосена трева и да не зборувам. Одејки на кајнив Милка несвесно ги затворила очите, застанала и длабоко вдишала. Тоа го повторила неколку пати. Почувствувала дека во телото и се враќа силата, го чувствувала секој дамар. Да не сум возрасна, сега би се фрлила врз тревата и би се тркалала по неа како некогаш, по тој мек, шарен и миризлив килим. Што убаво ми беше во детството. Тогаш се сетила на незината другарка Борка, со која ги правела сите тие детски лудории. Помагале на нивните родители, но друг им го берел гајлето. Тогаш мислела дека секогаш ќе биде дете. Тоа дете сега било жена и мајка на 4 деца, ги гледала незините деца како го прават сега тоа што таа го правеше пред години. Чекаме вода. Од сеќавањето во реалноста ја вратил еден силен продорен глас. Таа веднаш ги отворила очите, но и требале неколку секунди за да се прибере. Кога се созела, продолжила. Прости, се занесов. Мирисот на тази искосената трева ми влезе во ноздрите, ми ја наполни душата и ме врати во детството. Лесно ти е тебе, ти си газдарица, додека ние се препотуваме, ти можеш да шеташ по твоето минато. Немам време, а може би немам и предизвици често да го правам тоа, но еве се случило. Кажете сега кој е најмногу жеден? Јас, одговорил тој. Уште додека му се приближувала, почувствувала нешто силно во себе што ја раздрмало снагата. Се вознемирила. Ова чувство го имала доживеано само кога му се доближувала на огнен. Ете, се збунив сега одеднаш во читањето. Добро. Сета крв и се разбранувала, а лицето и се вцрвило. Кога им се сретнале погледите, не можела ниту да ги затвори очите, ниту да се помести. Останала така прикована за земја минута 2, кои се сториле како вечност. Потоа му се доближила и полна чаша вода му плиснала во градите. За добре дојде, рекла. Тој што од изненадување, што од студената вода ги расширил ширум очите, ја отворил устата и викнал за добре најдов. Со брзина на молња ја истргнал стомната од рацете и целата содржина ја истурил врз главата. Водата почнала да се слева низ неа, припивајќи ја облеката, врз снагата, истекнувајќи ги облините. Таа вриснала и тргнала кон него како ранета зверка. Сакала да го удри по лицето, но нејзината рака останала заробена во неговата. Ја стегала толку силно, што се чинело дека ќе потече крв од испуканите жили. Но таа не се поместила и не офнала од болка. Го гледала право во очи како скротена дива мачка. Наеднаш неговиот стисок попуштил, а нејзината рака се спружила омлитавена покрај мокрото тело. Погледот го спуштил, надолу и тивко, но доволно силно за да слушне. Прости ми, рекла. Сакам мажи што знаат да ми се спротистават. Да, ептен морам да признаам од женски аспект книгата пишувана доста, многу соодветна за денеска, особено кога жените истакнуваат точно што сакаат и што знаат,
зашто и впрочем и се одбележува денешниот празник. Дали ве, бидејќи така споменавте на почетокот, дали ве прогонуваат така приказни од некога што ви ги раскажале други постојано и тоа најчесто заминува како прогон во моментот кога ќе влезе на хартија? Да. И тоа се случи и со оваа приказна за Милка. Од кога ја ставив на хартија, веќе не ми текна на неа. Запишано е за веки векови, сега, некако памети историјата. Да, пред печатењето ја препрочитав, ај викам да видам некои грешки едно друго, да најдам, да исправам. И тогаш пак се вознемирив како тогаш кога ја пишував. Исто. Значи, отидена е во винатото, кај што и прилега, бидејќи настанот се случил многу одамна, пред 55 години. Така да, мајка ми убаво ми викаше, Машала. вика, не ги буди сега се ништата од минатото. Тие се сите починати, зошто сега тоа ти треба? Викам, морам, затоа што нешто ме тера да Но ти ме направам бркаат тоа. мене се ништата. Да, така е. 2012-та рековте дека сте ја завршиле, Да, така? да. А почнавте кога? Па јас обично за 5-6 месеци ги Так. завршувам книгите. Сега, Так, посветено. ако има пауза некоја, можеби на некоја книга месец-два, па да се продолжи дока и 7-8, инаку толку е времето. Толку. Одлично. Ова веќе интересно станува да ви кажам со извадоците. Милка почнала да се привикнува на затворскиот живот. Максимално се трудела да ги исполнува обврските. Хигиената во собата ја одржувале самите. Таа како нова била највредна, дури и доброволно ги заменувала болните се со цел побрзо да ја помине денот, да не мисли на последиците од она што го направила. Но се залажувала, децата и биле постојано во мислите, особено Драган. Не знаела каква му е состојбата по шокот што го преживеал. Ако нешто му се случи, не дај Боже, се прекрстила со молба: Господи, чувај ми го детето, тоа не е виновно, а со мене прави што сакаш. Еве во овој пекол дојдов самата, а во другиот ти испрати ме. Кога и да посакаш, еве, земи ми ја сега душата. Паднала на колена со склопени раце и со поглед кренат нагоре од очите и се слевале жешки солзи. На тоа се мисли пред да се дојде тука, и рекла Славка: сега гледај што поскоро да го заборавиш минатото, исто онака како што тие ќе те заборават. Што споруваш? Како можат да се избришат 34 години од животот и сите оние што ми значеле нешто? Добро. Значи имате опис и во период кога била во затвор. Да. Како започнува приказната? Па приказната започнува ете како на Како што самиот почнавме на пот. почетокот, Да, како така? што почнавте, да. Таа е влюбена во човек кој сега е женет и кој што очекува принова. Меѓутоа, тие се сакали и пред тоа да го оженат, но нивните семејства не биле во добри односи, така да врската помеѓу нив не била никако прифатена. И него го ожениле на сила. И таа очекува сега и таа да биде омажена исто така, што и се случило. И потоа последиците се тие што се. Што следат во книгата. Да, така е. Откако го предала синчето на социјалниот работник, Милка станала друга жена. Цимерките од келијата во која се вратила не можеле да ја препознаат. Молчала, плачела, се префрлала во креветот од една на друга страна како да трпи силна внатрешна болка. Милка, што ти е? Ја прашала Евка еден ден. А што не ми е? Но не сакам да зборувам за тоа. Оваа болка морам самата да ја одболувам. Немој така да зборуваш. Сите ние тука трпиме големи болки за нешто. Но ако ги споделиме со друг, што ќе ни биде полесно на душата. Затоа, кажи си ја маката, ќе видиш дека твојата можеби не е поголема од нашата. Оставете ме. Ке ми треба време да сватам дека и Сречко го изгубив. Господе, како да ги заборавам своите 5 деца, 5 ангели, те молам, Господе, земи ме. Ослободи ги од мојата зла крв. Полесно ќе им биде да кажуваат дека сум умрела, отколку дека сум во затвор. Добро. Ова веќе, да ви кажам искрено, ми делува така доста по... Не во тематиката сериозно, бидејќи се достега што сте пишувале било доста сериозно во тематиката, особено на почетокот, како што првично ве имав најавено дека пишувате за транзицијскиот период најмногу, Да. но тоа сега ми се менува некако, бидејќи има доста нови работи кои што се доста поразлични од она што
Впрочем и на почетокот почна. Кои се романи досега ги промовиравме, Милијана, во емисија? Скршени крилја, до последен здив, тие се два, тие социјални, со транзицијата поврзани, потоа 2,5 сестри. До последен здив беше првата што ја промовиравме, со првото па потоа скршени крилја, па 2,5 сестри, потоа на Зајди сонце и еве сега Бури во срцето. Бури во срцето, да. Има ли веќе план за нешто следно? Секогаш. Ти како да ми предвиде дека 2 годишно ќе објавувам. Една на пролет, една на есен. Така да спремам нешто и за есен. Не сум сигурна дали ќе биде таа што е поред или ќе прескокна малку, а знаете во што е разлика, мислам, во што е дилемата. Ова е Бури во срцето, а таа е Заробено срце, па некако да не бидат многу една по друга со близок наслов. Па може би сакам да прескокнам, да објавам нешто друго. Може би ќе биде скинат гердан или крвта не е вода или така. Има уште. Тоа скинат гердан ми делува убаво. Преубаво е. Тоа е преубава книга, на вистина. Не знам, еве со гледачите ние ќе се договориме за скинат гердан следно да промовираме, ама добро. Добро, ќе дојде. Ние сакам, нема да ви вршиме влијание, ама добро. Милијана, некаде стигнавме при крајот, уште еднаш да подсетиме само за, ќе им прочитаме уште еден извадок, но за промоцијата. Сабота? Да, сабота во 12 часот во книжарницата на култура, и да додадам и тоа дека од 5 до 12 двете книги, значи Бури во срцето и Скршени крилја, второ издание, сега во издание на култура, се по таа промотивна цена од 200 денари. Добро, супер. И јас многу ви благодарам за гостувањето, за издвојувањето на времето на овој прекрасен ден кој што уште толку ни го разубавивте со гостување. Благодарам. И последно се гледаме на есен. Да. Таму негде октомври. Да, месец на книгата, да. Да. Така октомври нешто со скинато, мислам, со што и да одберете, не мора скинат гердане. А ви благодарам многу и среќен празник уште еднаш. И за успех. Благодарам на поканата. Многу пријатно се чувствам на гости кај тебе и на вистина би можеле да зборуваме уште 2 сата и да не ни биде досадно. Да, па тоа, јас велам емисијава некогаш да ми трае и 2 часа, мислам дека ќе бидат малку. Благодарам и се гледаме. Почитувани гледачи, за крај само ќе ви прочитам уште еден дел извадок и тука и ќе завршиме. Боледувањето и завршувало. Утредента почнувала со работа. Размислувајќи за сопствената состојба, заклучила дека подобро се чувствувала додека на работа не одела со скратено работно време. Немала олку слободно време да мисли на децата. Ги измила садовите, убаво се облекла и излегла во дворчето. Седнала на клупа, свртена со поглед на улицата. Може би, ќе помине некој што го познавам, па вака што се вели однога ќе направам муабет. Но тоа не се случило. Почнало да се стемнува и да заладува. Влегла внатре, седнала и го пуштила телевизорот. На едниот од малкуте канали фатила една емисија во која се зборувало за животот во домовите на деца без родители. Темата мощно ја трогнала. Целата се претворила во уво, кога камерата почнала да ги покажува децата на различна возраст, повторно се случила бура во незиното срце. Најголема болка доживеала кога ги покажале дечињата од 2 година како стојат, седат или спијат во креветчињата. Се сетила на незиниот Среќко. И тој бил на толкава возраст кога се разделиле за секогаш. Го слушнала разговорот на новинарката со управничката на домот, жена на неизини години. Иако била подостарена, ја препознала жената на која и го предала синот. Оној ден, во април, пред повеќе години, кога и небото и земјата плачеле, или не изе само така и се присторило. Морам да ја најдам оваа жена, мислела. Ја запишала адресата на домот. Знам дека немам право да го правам ова, јас се откажав од секакви права врз детето, но не можам да издржам. Морам да дознаам што се случило со мојот Среќко. И понатаму имате уште. Ама тоа не ви кажуваме. Ке си откриете сами, ако отидете на промоција на 12 март во Култура на плоштадот Македонија и во 12 часот ја проследите промоцијата си, земете книга по промотивна цена од 200 денари и уживате. Пријатно студиото.